Оваа година надпреварот ќе започне 26, 27, 28 октомври. Значи оваа година имаме новитет. Се возат 3 дена, од кои првиот ден ноќна етапа. Стартот е предвиден да биде околу 19 часот. Возат по патна книга или роудбук. Предвидено време за завршување на ноќната етапа му е 4 сати. Саботата исто стартот е предвиден лагово, околу 10 часот. Вториот ден, саботата, имаат околу 60 км траса, исто се вози по патна книга. Во тие 60 км имаат околу 7-8 специјали, кои мора да ги поминат во најбрз временски период, и неделата е предвидено на полигонот за екстремни спортови Старо Лагово. Рековте ова година ноќното возење ќе биде на вистинска атракција, каде ќе се одвива, каде може да го погледнат? За гледачите има само една точка каде што можат да гледаат, тоа е во атарот на село Селце. Тука има поатрактивно возење, значи доста тежок специјал, и потоа се упатуваат кон планините, така да нема многу за гледање. За гледачите најдобро е неделата, значи тоа е предвидено за публика, тоа е затворена траса, кој што напоменав на полигонот Старо Лагово за екстремни спортови, таму е најдобро да се постават сите за гледање, пошто е затворена траса. Кои категории ги имаме оваа година? Оваа година имаме плюс една категорија, Hard Trophy. Значи имаме оваа година 3 такмичарски категории и една туристичка категорија. Значи имаме Hard Trophy, таа е и најтешката категорија, потоа имаме Trophy класа и Adventure класа. Сите имаат, значи Hard Trophy и Trophy се тешките класи, и тие ќе имаат доста работа и доста проблеми за да ја поминат патната книга. За разлика од лани, дали оваа година имаме нови специјали, потешки специјали кои што треба да ги поминат надпреварувачите? Да, оваа година имаме доста тешки специјали. Може би и затоа интересот е уште поголем. Имаме доста учесници оваа година од Албанија, од Косово, од Србија, имаме учесници од Црна Гора и, како и секоја година, најмасивни се учесниците од Република Бугарија. Колку купно очекувате учесници? Околу 230 се досега пријавени учесници. Ке имавме уште повеќе, но капацитетот на градот за сместување ни се ограничени, така да најверојатно и таа бројка ќе остане. Ова е единствен спектакл од ваков вид во Македонија? Да, ова е единствен спектакл. Би ми било мило и вакви надпревари да се одржуваат и во другите градови, да се шири овој спорт. Имаме доста гости, доста заинтересирани, и надпреварачите од Македонија се доста заинтересирани, и се надевам дека овој спорт ќе прерасне во еден од главните спортови во Република Македонија.
Тука се среща.